Здраво! Ова е Peugeot 408, еден од најфраерските автомобили во моментов кој што се нуди на пазар. Дизајн кој што не можеш многу лесно да го објасниш, бидејќи не е класичен седан, не е хетчбек, не е ни купе, не е ни кросовер, а од сето тоа има по нешто. И да, ова е возило кој што ќе го користи македонската полиција. Македонската полиција ќе вози 408, еден од најфраерските автомобили. Да, во ова видео ќе ти објаснам се за моделот 408 и исто така ќе ти објаснам што всушност ќе вози македонската полиција, но потребно ми е да направите subscribe, да лајкнете, да споделите, да пишете коментар, бидејќи на таков начин каналот ќе расте и се повеќе ќе можам да ви прикажам вакви интересни возила и интересни видеа. Така да, subscribe. Во последниве неколку години Peugeot што го прави дизајнерски е буквално ремек дело за мене, бидејќи дизајнери се можеби 408-мицава дизајнерски не може баш да се карактеризира во одредена специфична категорија и одредени мои колеги тоа го критикуваат, што всушност мислам дека е тотална грешка, бидејќи 408-мицава пред се изгледа многу убаво, многу представително, не можеш да не ја забележиш на улица, баш ради тоа е еден од најфраерските возила и баш ради тоа ме радува што македонската полиција ќе вози ваков автомобил. Мислам, ги има сите комбинации кои што се потребни, односно да изгледа како седан и се седи ниско доле како во седан, дополнително на тоа издигнате како кросовер што му овозможува на македонскиве патишта, особено да возиш многу по-комотно и по-удобно. Позади имаш таа силуета на купе што едноставно го прави моделот да биде уште позабавен и нормално багажникот е како хетчбек. Така да сите тие категории се некако вмешани, се направени, те изгледа како Бетмобил, особено во црна боја. 408-мицава изгледа како Бетмобил. Предницава, да не кажам дека е агресивна со целава оваа маска, со целата таа решетка, со фаровите, особено со овие лед светла кои што се нели имитација на лавовските заби. Да, во фейслифт верзиите сега веќе Peugeot малце ги видоизменува тие, но изгледа многу представително. Новото лого е тука исто така. Преднава маска изгледа многу агресивно. Позади, како што кажав, ради таа купеовска форма има една поспортска силуета, поагресивен став исто така. Нормално напред и позади добиваме лед светла, ова е во алур нивото на опременост. Ниво во кое што реално добиваш се што ти е потребно, средно ниво. Ми се допаѓа задниот браник, искрено некако ме потсеќа на оние ретро модели кај што порано беа хромирани, сега е пластика, но изгледа убаво целиот браник, му дава една поубаво издигната визуелно издигнатост позади на задниот дел и тоа го правим нели малку како кросовер. Огромен е пред се и имам толку многу детали низ целиот автомобил, како пример спойлерот позади, нормално со се бандажите, со се буквално секаде. Ако надвор изгледа така убаво, агресивно, всушност како не баре еден концепт автомобил пуштен директно на улица, така и внатре. Убаво, луксузно, модерно и оно што е најинтересно што не изгледа ништо слично како било што на пазаров. Всушност мислам дека Peugeot го има можеби најдобриот интериер во било која категорија, во било кој автомобил да се спореди, го има најубавиот интериер, бидејќи изгледа тука толку многу модерно, толку многу поразлично, толку многу уникатно, едноставно секој пат кога ќе влезеш да се фасцинираш од целиот дизајн. Многу убаво, многу интелигентно направиле да целиот овој дизајн тука да има искористеност и по-цврсти пластики, но тоа никаде да не е приметливо. Тоа е многу паметно, бидејќи секој пат кога ќе го видиш да изгледа богато, да изгледа скапо. Всушност целиот автомобил изгледа како да е многу скап и она што ме радува внатре што се е убаво и квалитетно, да нешто надолу има поцврста пластика, но како што кажав тоа не се приметува. Нормално го има овој нов начин на седење на Peugeot кој што го коментираме веќе неколку години и да, или го сакаш, или го разбираш моментов, или ќе се навикнеш, или едноставно ќе ти треба време сето тоа да го разбереш. Искрено, мене многу ми се допаѓа што екранот тука горе е вака високо, што воланот технички изгледа како да е ниско спуштен доле, малку поинаков начин на седење, на возење, но искрено на мене ми се допаѓа дека вака е многу попрактично, едноставно рацете помалку ми се заморуваат на многу подолги патувања. И она што е дополнително интересно, што со овој екран, што е вака издигнат, не ти треба head-up дисплеј. Во 3D кокпитот
Таму дури имаш убава 3D проекција, но тука во овој Allure пакет имаме 2D проекција, кој што многу убав екран, многу јасни и чисти графики, исто така и со екранот од инфозабавниот систем. На ваков начин едноставно не ти требаат преголеми екрани, не ти требаат екрани кои што ќе ти пречат при возење, едноставно сите информации ти се тука лесно на брз контакт со окото и тоа едноставно ти крати многу помалку време на гледање кон екраните, а да бидеш небезбеден на патот. 10-инчен екран од инфозабавниот систем кој што стварно има добра респонзивност, интересна графика, на секое кликање различно имате интересна графика кој што се проектира, брз, респонзивен, имате своја навигација, она што е интересно, што тука на долниот дел и овие копчиња се тач, нормално имате и физички копчиња под нив и климата е поделена на овие копчиња. Тоа значи дека едноставно при возење нема да заглавуваш во мени за да уклучиш нешто, туку брзо едноставно можеш да дојдеш до таа функција дополнително, но тоа нешто е добро, можеш да си ги прилагодуваш овие копчиња тука како сакаш, со која позиција сакаш и кој мени сакаш да ти биде како шорткат. Многу добра работа. Секако имаш mirror screen, што значи дека можеш да го врзеш твојот телефон преку Bluetooth, не ти требаат кабелчиња, но имаш USB порт тука доле, еден тон остави за телефонот. Горе имаме бежичен полнач, доле имаме една остава, може да се користи тука овој држач, односно ова вратничка над оставата за шишиње како уште една остава за телефон, тука имаме уште една остава, дали за телефон, дали за клуч и нормално една голема остава под настанов за раката, кај што и тука имаме уште еден USB порт. Убаво изгледа, убаво воланче, се убаво направено, убави седишта, многу убави комотни седишта, нормално французиве немаат тутка. И сега околу задниот дел, да видиме колку простор всушност има таму. Убаво, големо, широко, како што се очекал, како што изгледа од надвор. Голем автомобил, имаш голем простор за нозете, мислам, можеш да се опуштиш како што сакаш. Не знам кукав човек и да седи напред, можеш да имаш простор во секој случај тука позади, исто така и за главата, да, може би ради таа купеовска форма нешто е позаоблен кровот тука позади, но тоа не пречи на главата. На средниот дел нема нешто превисок тунел, но кога ќе седнат тројца големи патници, може би ви кажал дека ќе се отурнуваат со нозете лево или десно, не е најудобно, но не е дека е нешто проблематично, искрено би можел, јас би седал на задниот дел на кратки дистанци. Сега, она што е интересно, да, имаш убави лесно дофатни ISOFIX куки, убави седишта, убави материјали тука позади, имаш два USB порта на среднава конзола, мала остава таму, имаш плюс, имаш уште во седиштата нормално уште едни остави, но она што ми е интересно е што тука кај наслонот за раката, освен што имаш уште една мала остава и држачи за чашите, исто така имаш и отвор за ски или за подолги предмети што треба ги носиш. Тоа е супер. Тоа е кул, бидејќи на ваков автомобил му доликува на ваква мала остава која што не кошта ништо, а е толку многу практична. И исто така, околу багажникот мора да изам дека имаме 536 литри багажен капацитет. 536 литри. Тоа е голем багажник. Убав, просторен, она што е интересно бидејќи како нели хетчбек верзијата што ја нуди, убава и широка отвореност на багажната врата има и е многу попрактичен на таков начин, значи буквално поголеми предмети можете лесно да ги поставите. Ми се допаѓа што ова даска за криење на багажникот убаво се крева заедно со самата врата, можеш да ја извадиш и да си ја ставиш на друго место, но едноставно немаш конци, врвци да ти се влечат од страна, многу убаво и интелигентно направено. Багажникот има мала висинска разлика од даската со ивицата на браникот и да, браникот е малку поширок, но искрено нема тоа му го дадам како голема критика бидејќи вратата убаво се отвара, па едноставно е покорисен вака. Убав широк багажник, куки за качалки, една мала остава од страна и под оваа даска тука имаме резервно тркало, само јас ако успеам да кренам, имаме едно резервно тркало и некои ситни остави кои што можете да ги искористите. И сега да ви објаснам пред да почнем да возам, што всушност ќе добија македонската полиција. Кога го договарав Peugeot за тест, од Peugeot ми викаат: извини, не е во GT нивото на опременост, не е најинтересното. Чекај. Во кој ниво? Во Allure.
Тоа значи дека истиот пакет на опременост како што ќе вози македонската полиција, оние возила кои што тие ги имаат нарачано, и тоа значи дека ова што го гледаме тука, како ниво на опременост ќе го добие и македонската полиција. Тоа значи дека нели нормално лед светлата напред позади дефинитивно ќе се имаат ротациони светла, ќе бидат обележани со македонска полиција, но ова што го гледаме од тука ќе го добијат и тие. И тоа ме радува искрено, за прв пат после не знам колку време сум горд на македонската држава, и многу ме радува што конечно македонската полиција ќе има возила, не дека претходно немала, но сега ќе имат едно од најфраерските возила било каде во Европа, можеби пошироко во светот. Изгледа представително, изгледа убаво, изгледа модерно и има перформанси кои што се доста интересни, но внатре имате и некои други измени. Искрено многу информација македонската полиција се уште не дава, но она што успеав да го дознам е тоа што дека освен ова што до сега ви го испрезентирав, што го добивам и македонската полиција од 408, тие ќе имаат и уште еден екран тука некаде поставено. Веројатно ќе може да не проверуваат, ќе добиваат повеќе информации, не знам. Се надевам дека за многу брзо време ќе имам услови и тоа да ви го испрезентирам, затоа направете subscribe, но се ова што видовме до сега добиваат и тие. Било што друго од практичност, од опрема, буквално е непроменето. Што значи дека ова што го гледам и сега, како опрема ќе го имаат и тие. А сега треба да ви кажем и какви перформанси има 408-ца, тука во овој пакет што го возам сега за тест, и исто така и полицијата ќе го има истиот тој перформанс, така да ајде видиме. Луѓе, какви перформанси. Какви добри перформанси. 1,6 турбо бензинет, 4-цилиндричен мотор со 215 конски сили и 8 степен автоматски менувач. Убави перформанси. Страшно убави перформанси. Дури на момент се викам, леле човече, истиве перформанси ќе ги вози македонскава полиција. Нешто што и треба. И да разграничиме тука уште у старт еден момент. Ниту фалам, ниту кудам. Да, добро, критикувам македонски институции бидејќи вреди некој пат. Знам, јасно ми е што се случувало во минатото, од што све сме изгорени. Не сакам да се мешам во тоа, но едноставно сакам да кажам, кога нешто ќе се случи добро, особено од македонски институции, треба го пофалиме тоа, бидејќи стварно македонска полиција ќе вози најфраерско возило не само во Македонија, не само на Балканов, туку многу пошироко, бидејќи стварно 408-цава изгледа многу фраерски, многу кул, многу елегантно, многу премиум, многу скапо. Цело возило едноставно дава слика на едно многу квалитетно, мислам, многу квалитетно возило, но многу скапо. На нешто што би вредело над 5-6 000 евра, искрено. Добра опрема, во алур нивото на опременост, тука стварно имате убава опременост. И ме радува што ова ќе го вози македонската полиција, и затоа едноставно не случајно ми се погоди да возам со истата боја, истата опрема, како што ќе вози и македонската полиција, но не би сакал да го врзам ова возило како полициско возило, бидејќи 408-цава вреди многу повеќе. 408-цава е возило кој што се истакнува и за оние луѓе кои што сака да се истакнат многу повеќе, оние кои што не сака да бидат како секој друг возач и секој друго возило во нашава држава, односно кој што ќе возиш SUV, големо габаритно возило и никој пат нема го искористиш за она што е наменето. Тука добиваш прво многу стабилен автомобил, бидејќи целата таа комбинација од неколкуте различни сегменти додаваат за ова возило да биде страшно добро управливо возило, практично, мислам од секој аспект да биде многу добро. Значи, имаш управување, имаш комоција како во седан, седиш ниско доле, имаш добра контрола над возилото, да, од надвор е издигнато и тоа ти возможува да го имаш тој кросоверски момент. Исто така хетчбек и купе, моментот позади едноставно дава дополнително поголема агресија, спортскост на возилото, што во секој момент кој да го видиш возилово, кога да те видат, се истакнуваш. Стварно ова возило вреди многу повеќе. А да не кажам дека во моментов Peugeot има акциски цени кои што започнуваат конкретно за 408 од 29.000 евра. Во моментов Peugeot прави подобри пакети и со тоа имате подобри цени. Не ја кажам конкретната цена, бидејќи во моментов ја немам кога јас возам, во меѓувреме ако ја добиам ќе ја видите тука,
но се прилагодуваат подобри цени со подобри пакети, така да Peugeot што ни го нуди е стварно вреди да се погледне, вреди да се види, вреди да се искористи на крајот на денот. Менувачот е страшно добар, 8 степен, брз, респонзивен. Да, имаме една критика што во град меѓу прва и втора брзина некој пат знае се случи како мал трзе и тоа би го дал како критика бидејќи перформансите 215 конски сили стварно се голема бројка и тоа во одредени моменти наметнува да треба да се прилагодиме со педалата за газ, бидејќи знае некој пат стварно баш така да одскокне и ни треба полинеарно тргање. Имаме тука и лопатки позади воланот и искрено јас си го правам кејф од со нив, бидејќи многу подобро си ги менувам брзините на таков начин, бидејќи страшно брз, страшно прецизен менувачот, многу поубаво ми го дава тој филинг кој што го очекувам од 215 конски сили и го очекувам од дизајнот кој што го има возилово. Многу е тивок, имате добра изолација внатре во возилото, добар е, комотен е, меќе, седиштава се фантастични, мислам, немам зборови, кога стана збор за француско возило, за Peugeot, секој пат се знае дека комфорот и удобноста му е број 1, немам зборови, седиштава се топ. Имам уште една топ работа, тоа е потрошувачката. На 215 конски сили имам потрошувачка од 8,7-8,8 литри нормално возење во град. Тоа е релативно добра потрошувачка. Нормално кога притиснеме знае се качи до 9-9,5 и пак е тоа добра потрошувачка бидејќи се добри перформанси. Човече, ова ќе вози македонскава полиција. Браво, 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 браво. Ме радува тоа. Горцум едноставно и со Peugeot и со македонскава држава што направиле добар избор. Стварно добар избор. Најкул, најфраерското возило ќе го имаме. Но имаме една критика конкретно кон прегледноста што нормално ради тој купеовски момент позади имаме понамален видик, но тука имаме 360 степени на камера и тоа возможува да имаме добра прегледност. Камерите се фантастично добри и имаме добра и чиста резолуција на сликите. Така да ја има критиката, но Peugeot размислиле на тоа и едноставно ни нудат нешто што ни го заменува тој, да кажам, проблем. И да, околу возачкава положба ќе кажам дека да, не знам по колку пати е тоа спомнувано, но еве пак ќе кажам дека можеби одредени луѓе нема се пронедат на начинот на позиција, но искрено мене многу добро ми одговара, бидејќи некако природно ми доаѓа позицијата на воланот, позицијата на екраните. Едноставно попрегледно, попрактично, пофункционално ми е на ваков начин. Сите безбедносни системи му се фантастично добри, прецизни, убаво работат, особено сега со Safe City системот, тоа многу добро се наоѓа, особено со темпоматот кој што и со лимитерот кој што во град ми е фантастично добро, ќе се го наместам на 49-50 км и тоа е тоа. Вози управо до таа километража, знам дека сум сигурен дека нема направам белја. Тој ме подсетува секој пат кога треба да внимавам ако колоната пред мене застанува или ако излегувам наназад, со камерите ми покажува од која страна ми доаѓа возило, така да добри системи и нешто што многу ми се допаѓа што има страшно добра кочница, страшно добра. Еден момент од управувањето што најмногу ми се допаѓа е кочницата, бидејќи копа во место, толку добра сигурност имате со кочницата што едноставно осеќаш во секој момент како се прилагодува возилото за да биде стабилно, да биде прецизно, да не ти пролизгува и да имаш добра кочница. Браво! Алур нивово на опременост е оно што реално ни е потребно, има се што реално за 21 век очекуваме, се плюс, као поспортски седишта, грејачи, ладење и така натаму, да можеш да се доплатиш, тоа е веќе на тебе и така да очекувам да ми пишеш во коментар што мислиш за Peugeot 408, што мислиш за изборот на македонската полиција и нормално што сакаш друго да видите вие на овој канал. Направи subscribe, пиши во коментар, направи лайк, сподели го видеото и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!